Добар ден, почитувани гледачи, и добродојавте во уште една нова епизода на видео изданието на порталот Работник. Денеска ќе разговараме со господинот Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи на Македонија, за повеќе теми кои што се околу пазарот на трудот. Останете со нас. Сметам дека голем број од најмногу сметам дека младите ги засега тоа. Какви работници бараат работодавачите? Дали вие како работодавач можете да ни го дадете одговор на ова прашање? За жал, овој проблем со вработување на младите е присутен многу од поодамна. Можеби коронавирусот само уште ги позаостри тие ситуации. Проблемот со вработување на младите е големиот расчекор помеѓу нивните знаења и вештини и видови на образование кои го стекнуваат со структурата на нашето стопанство. Како што знаете, нашето стопанство преовладува трудните зимни дејности и дејности со низок додатна вредност, така да кои не можат да и да обезбедат некои повисоки плати. И тоа е се во судир со очекувањата и желбите на младите за повисок стандард и така натаму, и тоа ги тера за да размислуваат се повеќе и повеќе да заминуваат надвор од државата. Значи, за ова да се смени, од една страна е потребно структурни реформи, промена на структурата на стопанството. За жал и во технолошкото индустријски развојни зони тоа не се случи, значи дојдоа пак, иако ги нарекуваат дејности од автомобилската индустрија, тоа се кооперанти на автомобилска индустрија кои произведуваат пак мануелен едноставен труд. Знаете, се сафракаваат луѓе, ако знаеш да разликуваш жолто, црно и кафеаво, ќе работиш од Дрекслер Мајер. Значи не бараат сложен труд за кој нашите млади луѓе се остручуваат. Значи за промена на стопанството е потребно и многу инвестиции, иновации, но и е потребно многу знаење. За жал тоа знаење во Македонија моментално го нема и јас се надевам дека престојните промени во системот на образование во Македонија ќе треба да помогнат да овој расчекор се подобри. Затоа што образованието не е само за да некој млад човек полесно се вработи, најде работа, туку образованието и за да го подигне предпримерскиот дух на младите луѓе да почнат да отварат собствени работни компании и да вработуваат други луѓе. Во таа насока и ми беше и второто прашање, односно за тоа дали сегашното образование какво што е, има капацитет да создава стручни кадри за потребите на стопанството? Она што се случува сега во моментов на пазарот на труд покажува дека нема. Значи, нашето образование не одговара на структурата на стопанството и тоа образува луѓе и ствара профили, професии, прво со недоволно знаење и вештини, без скоро никакви практични знаења, и второ, за занимања за кои нема потреба од стопанството. Од друга страна, ние имаме и во овој момент на криза работни места, мислам над 5000 до околу 6000 работни места кои се отворени и не се вработени, значи не постојат кадар кој би се вработил. Затоа е неопходно најпрви кариерно насочување на младите деца уште во основно образование, потоа критериуми за упис на факултет. Значи младите луѓе уште од основно образование треба да се насочат според нивните способности и знаење и афинитети, дали ќе идат на средни стручни училишта или ќе одат на гимназија, потоа на факултет. Така да ја не велам дека на некој треба да му се забрани да запише факултет ако сака, но за да се запише на факултет мора да има минимум на знаење. Во овој момент кај нас се запишуваат на факултет деца кои го, така да кажам, го преспале средното образование и скоро без никакви знаења доаѓаат на факултет, користејќи ги сегашните борба на факултетите за да соберат пари, бидејќи поголем дел од нив се плаќат, а тие прифаќаат било кој ученик да се запише таму. И потоа тој со таа диплома, со недоволно знаење, единствениот начин за да го продолжи својот животен век е да замине надвор од земјата. Во контекст на моето следно прашање, знам дека имаше бројни има такви анализи кои што велат дека малата продуктивност ги урива платите, не дозволува да се зголемуваат. Но од друга страна пак имате она што јас можам да го прочитам по коментарите на социјалните мрежи и на Facebook страната на порталот Работник е дека луѓето бараат поголема плата за да се нафатат за да работат одредена работа. Како гледате на тој парадокс?
Очигледно дека ние овде продуктивноста ја сваќаме многу штуро као израз. Продуктивноста на трудот не значи само брзината со која работникот работи и за одреден час колку производи ќе произведе. Продуктивноста земена малку пошироко гледана зависи од технологијата која има работникот на располагање, од структурата на стопанството, како што реков, значи од видот на производите што ги произведува и така натаму. Едно е вие да плетете крошни од врвови гранки, а друго е вие да произведувате хај-тек технологија која кошта многу. Уште во поранешна наша заедничка држава Југославија бевме свесни кога ни требаше еден шлепер со лубеници да извеземе за да купиме еден телевизор од горење. Значи, продуктивноста мора да се гледа малку пошироко, во зависно од технологијата. И на запад луѓето се свесни, има бројни анализи и научни трудови дека развојот на економијата и на стандардот на работниците и повисоките плати не го донел Карл Маркс и борбата за работнички права, туку развојот на технологијата. Вие ако имате современа машина кој работникот наместо 10 ќе прави 100 парчиња за еден час, автоматски може да му дадете и поголема плата на работник. Значи ние без да ја смениме технологијата наша, на постојната технологија на нашата индустрија, без да иновации и современи машини, автомати, ние не можеме да одиме напред. Што ли се случува? Една Кина која има масовно производство, но има и голема автоматизација. Е огромен проблем за малите компании на светскиот пазар да излезат, затоа што големината на обемот или економијата на обем е опасна работа. Друго е да произведеш ти милион моливи во година, друго е да произведеш 1000 милиарди моливи. Така да ние мора да размислуваме така, да ги бараме нашите евентуално предности во меѓународна трговија, но треба да бидеме свесни, се додека работиме вако, едноставни производи со ниска додатна вредност, ние не можеме да ги покачиме платите. Следното прашање ми е поврзано со на младите. Она што исто така го кажуваат повеќе анализи е дека најголемиот дел од нив најчесто се вработуваат на договори на определено работно време. Исто тоа најчесто на работодавачите им е најлесно нив да ги отпуштат бидејќи се на договор, бидејќи е многу потешко да се отпушти тој кој што е на неопределено работно време. Еве како например сега што беше со корона кризата. Како би можело да се надмине ова според вас? Ова прашање го гледам на два начина или на два дела. Првиот дел е ова што вие викате дека младите најчесто се вработуваат на договори на определено време, значи на 3, 6, 10 месеци и така натаму. А второто прашање е суштината на способноста на нашето стопанство да генерира нови, да отвара нови работни места. Како проблем на ова наша индустрија, на наше стопанство. Што се однесува до првиот проблем, веќе ние работиме, јас сум во комисијата за изработка на нов закон за работни односи, каде ќе го намалиме периодот, времето за кој може работник да работи на определено време, значи од 5 години на 3 години ќе го скратиме. Со тоа даваме поголема сигурност на работниците да на оној после 3 години веднаш стекне право на неопределено работно време. И на тој начин ќе сите млади луѓе на еден начин ќе добијат побрзо можност да земат кредити, да купат стани и така натаму. Но тоа не е единствено решение на проблемот. Другиот проблем, отварање на нови работни места, кои ќе одговараат на знаењето и на струките на младите луѓе, е многу потежок и многу значаен, затоа што ние и во поранешна Југославија по бројот на отворени работни места, по активноста на луѓето бевме многу позади, да речеме, Словенија или Хрватска. И тогаш босанците и македонците идеа во Словенија на работа и сега заминуваат во Словенија или во Германија. Значи, нашето стопанство не генерира доволно работни места и на тоа треба сите да работиме да видиме што е проблемот. Тука, покрај оној расчекор што кажав помеѓу работната сила, треба да се земе во предвид дека во многу земји во светот има одредени помошти за вработување на млади луѓе. Ние почнавме еден проект, министерката Царовска, која беше министер социјална политика, гаранција на млади. Тој дава одредени резултати, затоа што со секој млад човек треба поединечно да се настапува и агенција за вработување, гледајќи ги неговите знаења, способности и струка, но можеби и неговото хоби, му нуди одредени решенија како полесно тој да дојде до работа. Иако јас кажувам дека тој принцип треба да биде присутен за сите невработени лица, не само за младите луѓе. Не можете вие да генерирате едни мерки, политики кои за сите луѓе ќе бидат еднакви. За секој човек треба специјално да се пристапи и да се најдат можности за што поскоро вработување.
Во однос на актуелното прашање со недела како неработен ден, имаше пред некој ден организирано една панел дискусија на која што разговара повеќе работодавачи, сигурно сте запознаени од страна на Стопанската комора, и таму стана збор за тоа дека доколку би се вовела неработна недела, би се намалила продуктивноста на трудот, но воедно и конкурентноста на самите компании. Што вие мислите околу ова? Видите, јас уште на првата изјава дека владата, водејќи се по нивната изборна програма, дека недела ќе прогласи за неработен ден за сите, кажав дека ова е малку избрзано, затоа што Македонија се наоѓа на многу понизок степен на развој, гледајќи го најпрвим по GDP по жител, за разлика од развиени држави кај што ова е можно и се прави, и дека не треба да се брза со тоа. Потоа, гледајќи ги интересите и на владата, и на социјалните партнери, на синдикатите, седнавме да разговараме околу ова прашање. И тука дојдовме до некои заклучоци кои сме сите свесни. Дека постојат дејности кај што ради технолошкиот процес не е возможно воопшто да се запре процесот, бидејќи ќе настанат огромни проблеми, да речем, тоа се печките со висока температура во разните технолошки, овие металургишки комбинати и така натаму. Потоа се разбира разни дејности во превоз на патници, обезбедување со струја, ветеринарството, значи животните не разликуваат дали е недела или понеделник, мора да се нахранат, од друга страна мора да се собере млекото и така натаму. И министерката се обиде, Министерството за труд и социјална политика, да ги наведе стрикно сите тие дејности, но сепак постои можност секој нов состанок и да се додат некои други дејности, на кои реагираат синдикатите, рекоа па ние испаднат цело стопанство, што не е точно, знаете. Најголемиот дел од преработувачката индустрија, како што е текстилната индустрија и така натаму, во никој случај нема да работи во недела. А тие беа на удар дека работеле, и тоа и во овој момент се работеше незаконито. Значи и сегашните одредби на Закон за работни односи велат дека ако се работи во недела, мора работникот некој друг ден да седе. И работата во недела се плаќаше согласно одредбите на општиот колективен договор за 35% изголемување. Работи на празник за 50% изголемување. Значи, ние поаѓаме од непочитувачите на законот и правиме некои одредби потоа со цел да ги заштитиме работниците кои ќе направат нови проблеми. Но ако веќе имаме консензус во општеството дека недела треба да биде неработен ден, мислам главно прашање останува на малопродажните објекти. Значи, малопродажните објекти, особено моловите, големите трговски центри, ево сега се гради мол кој вреди 350 милиони, и сега замислите да го затвориме во недела, нашите купувачи да заменуваат во Србија или во Бугарија, да пазарат, оние што може нормално да пазарат, а да ги изгубиме нашите комитенти, купувачи од Косово, од Србија што доваѓаат, и од Грција, во Гевгелија што доваѓаат, да речеме, секоја недела и оставаат девизи кај нас. Тука треба да се процени, тоа е веќе политичка одлука. Дали ни е поважно луѓето да седат дома или ни е поважно да собереме дел од буџетот кој ќе би го изгубиле, значи тие даноци, тој ДДВ, ако не работиме во недела. За мене е многу поважно да се плати работникот што работи во недела и тој дури да биде заинтересиран да работи во недела, со тоа што ќе одмара среда или четврток или петок некој ден и ќе му се почитуваат сите тие права, отколку едноставно да затвориме се во недела. Мислам дека на тој начин Македонија ќе изгуби голем дел од растот, вие велите ќе се намали продуктивност. Продуктивноста гледана широко како GDP по жито сигурно дека ќе падне. Затоа што во одредени дејности во недела продаваат повеќе него што продаваат во цела недела. Такви се дејностите. Замисли ние во Охрид во туристичка сезона во недела да не работат угостителски објекти, па каде тие луѓе ќе идат да ручат и каде ќе трошат пари. Така да мора внимателно да бидеме со тоа прашање. Тоа би било се. Ви благодарам уште еднаш и остануваме во контакт во секој случај. Ви благодарам и за досегашната соработка. Ви благодарам и јас сум секојаш спремен да одговарам на вашите прашања. Знам дека вие држите повеќе страна од работниците, но мора да сме свесни дека и работниците и работодавачите имаат единствен интерес да развиваме економијата, да обезбедиме поголеми плати на работниците и сите подобро да живееме во оваа држава. Поздрав и се небо. Пријатно.
Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, subscribe и удрете на звончето.